Благодарам, председателе. Најпрво мора да констатирам дека оваа седница не ја водите како што треба. Најпрво не дозволивте на сите пратеници да ги имаат истите услови за работа и не дозволивте, односно не ја пресакажавте седницата, не ја прекинавте и не дозволивте за 15 минути да се префрлиме онаму каде што постојат услови за работа, како што ви беше спомнато од колегата Бране во Борис Трајковски. Значи, додека зборам, ќе ве замолам, тоа е втората моја забелешка кон вас, додека зборат пратениците, говорат пратениците од опозицијата, вие константно ги прекинувате, за разлика од пратениците од позицијата кои довикуваат, неготуваат за како сега, например, значи тоа граѓаните може да го видат, и наредбите кои ви стигаат од господинот Мистовски, очигледно многу брзо ги прифаќате, за разлика од нашите примедби. И ќе ве замолам да обезбедите услови за работа, додека разговараме ние, пратениците од опозицијата, и сакаме да од вас ќе може да продолжам, ќе обезбедите услови за работа. Благодарам, председателе. Ова моje видување и констатација пред неполни 30 секунди се докажа и повторно ќе замолам да го исправите тоа. Бидејќи стигна, односно се јави од Министерство за одбрана со очигледна констатација дека премиерот ни наш на Република Македонија е трајно неспособна личност, констатирана, за да јавноста и вие, пратениците од позицијата, се уверите во тоа што го зборувам, за потоа да го дадам предлогот. Значи, ја мора прво да образложам, па за да дадам предлог. И затоа ќе ве замолам да не ме прекинувате. Пред време ви кажувам. Министерството за одбрана ќе отвори постапка за утврдување на одговорност за несовесно ракување и неовластено објавување на документи со класифицирана содржина. Документот кој е објавен на социјалните медиуми и презентиран од политичка партија по првичната проверка представува документ кој во документацијата на Министерството за одбрана и армијата првично е заведен како документ со печат воена тајна, а подоцна по носењето на Законот за класифицирани информации добива класификација строго доверливо. Министерството за одбрана, согласно своите надлежности, поступувајќи по закон и штитејќи ги интересите на државата и граѓаните, отвара постапка за утврдување на одговорност за несовесно ракување и неовластено објавување на документи со класифицирана содржина. Министерството за одбрана ги повикува политичките партии и поединци во своите настапи и обиди да придобијат политички поени, да стојат настрана од припадниците на Министерството за одбрана и армијата. Со ова се потврдува фактот дека премиерот Димитар Ковачевски е класифициран како трајно неспособна личност. Со ова се потврдува фактот дека на Министерството за одбрана не е важно дека премиерот на државата е трајно неспособна личност, и со ова Министерството за одбрана потврдува дека Димитар Ковачевски можеби е патолошки лажго. Затоа, образлагањето на тоа што на мојот предлог е моје право, моја обврска, а ваша обврска како председател е да ме сослушате, за да стигнам до предлогот. Не можам туку така да дадам предлог необразложен. И затоа, тоа е, ете, гледате како не реагирате. Затоа зборам цело време. Благодарам. Значи, пред да го кажам предлогот, значи,
ако јас сум можел да поминам здравствена комисија, војна комисија, да се пријавам во армијата како доброволец на 18 години за ослужување на војниот рок во 1992 година и како што сум можел да се пријавам како доброволец во одбрана на Република Македонија во 2001 година, во конфликтот 2001 година, можел и сегашниот ни премиер Димитар Ковачевски да ослужи воен рок и да не бега од ослужување на војниот рок. Бидејќи сметам, јас лично, дека Димитар Ковачевски тогаш го лажирал овој документ, барам информација од здравствените и војните установи за утврдување на овој документ. Кој учествувал во здравствената комисија, тука директорот на ЦУК знае како идат тие работи, он имал служено армија, бил еден од раководните кадри и во конфликтот, исто така мислам дека и повреден, иако тој можел да служи војска, можел да служи и премиер на една држава, како што е во цел свет. Затоа барам да се утврди кој учествувал во таа комисија здравствена, кој учествувал во воената комисија и сето тоа како е редот. Значи, предлогот е краток, јасен, да се стави точка на дневен ред, информација о здравствените и воените установи. Благодарам. Ви благодарам.